Ако нешто сигурно во овој свет, тоа е несигурноста на светот. Луѓето живеат во некаква конфузија. И посебно денес, современиот свет е полн со агностици, луѓе кои велат, па не можеме да бидеме сигурни во ништо. Не можеме со сигурност ништо да кажеме. И веројатно причината за конфузијата или несигурноста лежи во постоењето на многу вистини. Дури за исти теми, за исти области, постојат многу вистини. Постојат авторитети кои од иста област, за исто прашање, за ист проблем, даваат спротивставени ставови, дури контрадикторни. Политиката е пример за тоа. Секој вечер има, скоро секој вечер, дебатни емисии, гостуваат новинари, политичари, аналитичари, експерти. И за еден исти проблем, двете страни даваат контрадикторни мислења. Едниот вели дека е црно, другиот вели дека е бело, и двете страни даваат аргументи и ја заштитуваат својата позиција. И така, слушајќи ги, спротивставените страни, неминовно доаѓаш до едно бунило, до збунатост и се прашаш која е вистината. И не само така во политиката, во многу други области. Па дури и во медицината. Има лекари кои велат дека треба притисокот на човекот, крвниот да се движи без разлика на возраста 120, 80, 70. Пред некоја недела еден лекар од Ремедика или Систина, не се сеќам од каде беше, рече дека сосема нормално и 160 со 110 притисок. Тоа не е никаков проблем, постојано да имаш таков притисок. Кој е во право? И двајцата се авторитети. И за многу други прашања, за исхраната. Некои велат дека е добро да се јаде ова, како се викаше, не месо, замената за месо, соја, други велат дека е канцерогена. Кој е во право? И човек, слушајќи ги таквите спротивставени, различни мислења од авторитети за иста проблематика, на крајот ќе си каже, па постои ли вистина? Постои ли апсолутна вистина? Постојат ли одговори? Во текстот што го прочитавме, апостол Павле вели, ние не го познавме како така Христос, оние што го познаа, оние што беа поучени од него, тие знаат дека Христос е вистината. Христос е вистината, апсолутната вистина. Словото дава вистина. И Словото вистината не ја дава на некој нејасен, некој замаглен начин и со тоа да го само збогати шаренилото на конфузија, туку вистините што ги открива Словото се јасни, точни, прецизни, дадени. И не го оставаат човек во нејаснотија, во збунетост. Она што важело како вистина пред 2000 години, тоа важи како вистина и денес. Во овој нејасен, збунет, со многу вистини свет, токму Библијата е она што дава точни, јасни и сигурни одговори. Во првиот дел на 4 глава говоревме за црквата. Кој е нејзиниот повик? Нејзиниот повик е истиот и пред 2000 години и денес. Црквата е повикана да објавува Божјата слава. Тоа било мисија на црквата и тогаш и денес. Црквата не се сменила воопшто во тој поглед. Црквата е тело на Христос и пред 2000 години и денес. Црквата функционира преку органи кои имаат дарови. И пред 2000 години имале дарови и денес имаат верниците дарови. И целта на црквата и тогаш и денес е да го усовршува човештвото. Преку црквата созрева човештвото. Целта на крајот на служењето на животот на тој организам, Христов организам, е секој член да дојде да достигне зрелост во мерката или според стандардот Христос. Тоа се вистини кои важат за се. И кога влегуваш во црквата, знаеш на што си. Нема мандати, нема
програми, нема кампањи, нема ветување кои се разликуваат од еден период во друг период. Божјата воља е една иста секаде и секогаш. А сега пак од овој 17 стих откриваме, или апостол Павле не открива, какви се релациите на верниците со светот, или останатите незнабожци, како што пишува апостол Павле. И ќе видиме, описот што овде го дава апостолот е толку современ, што кога го читаме, ако навлегуваме подлабоко, можеме да дојдеме до заклучок дека апостол Павле пишувал како за денес, за современиот човек. Тој пишувал всушност за луѓето од првиот век. Проблемите се исти и решението на проблемите се исти. И затоа велиме дека вистината е една. Таа секогаш актуелна. Секое време, на секое место. Прочитавме, само ќе видиме како апостол Павле развива темата. Тој, како и вообичаено, во првата реченица, во една генерална изјава, ја дава темата и потоа во наредните стихови, во наредните реченици, во детали го разработува она што го открива во првата реченица. А која е темата? Тоа е откриена. Христијаните не треба да живеат како незнабожците. Тоа е основната идеја. А во текстот апостол Павле не открива како живеат незнабожците, зошто живеат така, а зошто ние не треба да живееме како што живеат они. И започнува со зборовите. Ова па го зборувам и сведочам во Господ. Со ваквиот почеток апостол Павле дава авторитет, тоа е сериозност на онаа што следи понатаму. Силно убедување. Во Господ значи во неговиот авторитет, тоест она што го говорам во Божјата личност, во Божјиот дух, во Господовиот дух. Од него доаѓа. Неговиот авторитет стои зад ова што го говорам. Не сум го научил од луѓе, не сум го чул не сум го прочитал од нешто што напишале новинари, не е ветување на некои цареви, ова е слово што доаѓа од Господ. И таквата реченица дава сериозност на запишаното, авторитет. Со други зборови апостол Павле вели, Бог вмеша прст во ова што го кажувам. Тоест, решението на проблемот доаѓа лично од Бог. А што зборува и сведочи во Господ? Да не живеете повеќе како што живеат и другите незнабожци. Кои се тие други незнабожци? Ако сме доследни на текстот, би требало да пишува како што живеат и другите народи. Што зборот е етнос. Етнос, зборот етнос значи народи. Во Стариот Завет со тој збор етнос, евреите правеа разграничување меѓу нив како Божи народ, како народ кој го познаваат Бог, зашто Бог им се открил, им го дал законот, и сите останати народи кои не се во заветен однос со Бог, кои не го познаваат Бог. И со ова апостол Павле не враќа всушност на втората глава, во 11 стих, каде што вели дека повеќе не сме тугинци и придојдени, зашто Христос на крстот го тргна преградниот зид, онаа поделба меѓу евреи и неевреи, меѓу евреи како Божи народ и незнабожци. Тоа сите кои веруваат во Христос се дел од Божиот народ. Тие во Христос припаѓаат се сожители, сограѓани на светиите, тоа се метафорите на крајот на втората глава. Дел од Божјото семејство и се камења во живи камења во неракотворниот Божи храм, во Божјото живеалиште. И се која е идејата? Веќе во Христос ние не треба да живееме како што живеевме порано и како што сега живеат оние кои не го познаваат Христос. Не е поделбата меѓу неевреи и евреи, туку меѓу оние кои веруваат во Христос и оние кои не веруваат и поради тоа не го познаваат Бог. А како живеат неверниците? Тие живеат по суетата, согласно суетата или водени од суетата на својот ум. И тука може да видиме дека поидовната точка на разграничување, основата на разграничување меѓу луѓето што веруваат во Бог и оние што не веруваат во Бог е
не е нешто надворешно, не е некој надворешен изглед, не е некое дејство, туку е умот или мисловниот живот. Промената или разграничувањето меѓу незнабожците и верниците почнува во умот, во мислата. Во следниот стих апостол Павле говори за разумот, што е исто. Користи паралелизам. Со други зборови објаснува иста идеја. Разумот е разликата и тоа како функционира, како размислуваме, е разликата меѓу верниците и неверниците. Не треба да размислуваме како што размислува светот или незнабожците. Не треба да ја присвоиме нивната филозофија на мислење, нивниот систем на вредности, нивниот поглед на светот. Зошто? Вели, сето тоа е суетно. Нивниот разум, нивниот ум, нивниот начин на мислење, нивниот мисловен свет, нивната идеологија е суетна идеологија. А зборот пак суетен, значи безвреден, безсмислен или безцелен. Значи, не треба да живееме како безбожниците, зашто тие живеат според својата представа за светот, која во крајна мера е безсмислена или безвредна. Тие живеат или имаат начин на живење кој нема никаква цел на крајот и нема некоја длабока смисла. Нема суштина нивниот начин на живење. Нивната представа за светот нема некоја основа, стабилна основа. Зошто е безсмислена, е суетна. Зошто и како? Ке видиме понатаму, апостол Павле нуди една цела верига, цел ланец, алки на аргументи, објаснува. Но прво треба да почнеме со тоа дека разумот се почнува од разумот, бидејќи токму разумот е, во разумот се корени непријателството меѓу човекот и Бог. Во разумот е разликата меѓу човекот и останатото создание. Не може остатокот на созданието да бидат во непријателство со Бог. Не можат животните да бидат во непријателство со Бог. Само човекот може да биде. Бог го создал човекот со разум. Пред известно време се подигна една дебата дали животните имаат разум. Немаат разум. Не. Само човекот. Бог го создал човекот со разум. Животните, кучињата да ги земеме, пред 2000 години имале една иста представа за животот и денес имаат иста представа за животот. Животните се хранеле на ист начин и тогаш и денес. За разлика од човекот, кој промени неколку општествено-економски системи. Живееше во робовладетелство, пак феудализам, пак капитализам и некои други општества. Нема кучиња со левичарска или десничарска идеологија. Нема кучиња кои се оптимисти или песимисти. Нема идеалисти кучиња, нема филозофи, нема уметници, нема куче кои ќе се направи куќе архитектура во свој стил. Сите по еден урнек ги прават работите. По инстинкт, она што е вложено во нив. Дека човекот има разум, во својот разум, човекот има способност да придобива нови знаења, да комбинира стари знаења и да оди напред, да се усовршува и во поглед на науката, и во разбирањата, во размислувањата, човекот оди напред. И бидејќи човекот се развива, оди напред, бидејќи има способност да придобива нови знаења и особено последните 100 години научно-технолошки многу се усоврши, човекот стигнува до сознанието дека е Бог и не му треба Бог. Не му треба Бог зашто тој е Бог. Заблудата што сатаната ја вметна во умот на Адам и Ева, постојано се јавува кај човекот. Дека човекот може да биде како Бог или човекот може да живее како Бог. Возвишувајќи го умот, стигнува до заблудата дека нема потреба од Бог. И затоа денес постои тој стереотип кај нас од комунизмот останат, дека
образованите луѓе не треба да веруваат во Бог. Верата во Бог припаѓа на неписмените, на заостанатите. Зашто оние што се образовани, оние што се учени, тие знаат дека не постои Бог. Демек, науката докажала дека не постои Бог. Само не знам која наука успела да го докаже тоа. Науката нити може да докаже, нити може да одрече постојани или непостојани. Како да е, во очите на Бог, и зошто велиме дека умот на незнабожците е суетен? Зошто во очите на Бог таквото размислување, таквата представа што ја гради човекот за себе, божествена представа, е суетна, празна, е безвредна. Во Лука 16:15 Господ Исус им вели на фарисеите: вие се правите праведни пред луѓето, но Бог ги знае вашите срца, зашто оно што меѓу луѓето се цени пред Бога е одвратност или суетно, безвредно, нема никаква суштина. Фарисеите изгледале многу праведни во очите на луѓето и навистина биле многу праведни. Навистина фарисеите се труделе да живеат како праведни и во очите на луѓето биле многу високо издигнати. Но Бог вели, вашата праведност, она што во очите на луѓето изгледа многу големо, ствари е ништожно. Е суетно, е како маглата, како пареата, како воздух, испарува и го снемува. Нема никаква вредност, нема никаква значајност. Човекот постигнал многу, да. Велел дека стигнал до месечината. Па дури тој пат од земјата до месечината е една прашинка во споредба со бескрајната вселена што Бог е создал. Колку е сето тоа суетно, колку валбата, гордоста на човекот за своите постигања се суетни во споредба со Бог. И колку е смешно кога човекот претендира дека е Бог заради своите никакви достигања. Велам никакви во споредба со Бог. Човек тврди дека знае многу, дека може многу, дека може да понуди многу. Бог вели дека сето тоа е суета. Нема некаква вредност. На крајот на криштата, секој достигање на Бог, па дури на човекот, па дури на големото, ќе заврши во правда. Ќе исчезне. Ќе го снема. Достигањата од пред 2000 години на човекот кои били така големи и се запишни како чуда, светски чуда во древноста, денес ги нема. Има само податоци за нив. Кај се? Кај се висечките градини од Персија, од Вавилон? Само на слики може да се видат. И денешните достигања на човекот ќе завршат на истиот начин. Да не живееме, вели, според суетноста на умот на другите незнабожци. Човекот треба да избере, или христијанинот, на која основа ќе го живее својот живот. А местото или моментот е мисловниот живот, умот, погледот на животот. Зошто тие живеат според зошто живеат според суетноста или зошто нивниот ум е суетен? Зошто тие се помрачени во разумот. И сега суетноста на умот е објаснато со паралелизам како помраченост во разумот. Станува збор за една слична идеја. Што ја предизвикува, нели, таа суетност или таа помраченост? Апостол Павле всушност говори за истиот, го употребува истиот оној збор што го употребуваме ние за помрачување на сонцето. Кога облаците или еклипсата или месечината ги застане на патот, на светлината од сонцето до земјата и ќе се затемни земјата. Или тоа се случува со умот на незнабожците. Има помрачување, затемнување. Тоест, нема светлина. Недостигна светлина. И сега, кога Библијата говори за светлина и темнина, секако има во предвид духовни
поими, духовни категории, духовни идеи, светлина и темнина. Како категории за познавање на вистината и заблуда, која доаѓа од непознавање на вистината. Нивниот ум е помрачен, зашто е суетен, а суетен е зашто не ја познаваат вистината. И тоа јасно е представено потоа во следниот стих. Вели, оттугени од Божиот живот поради нивното незнаење. Тие се помрачени во разумот, бидејќи се оттугени од Божиот живот, а зошто поради нивното незнаење. Слепотијата, непознавањето на вистината. Човекот живее со помрачен ум, без реална представа за сопствената состојба. А тоа бидејќи не ја познава вистината за Бог, не ја познава вистината за себе. Непознавањето на Бог значи и лично непознавање. Поради тврдокорноста, понатамо гледаме, тоа пропушта вистината за себе и за Бог. И тоа води кон наредната алка. Оттугени од Божиот живот поради нивното незнаење и тврдокорноста на нивното срце. Поради соедноста на умот, човекот поради таа отфрлањето на вистината, човекот се оттугува од Бог. Тоест го исклучува од себе Божиот живот. Тој се исклучува од Божиот живот. Се оттугува од Бог. А оттугувањето од Бог значи оттугување од оној кој единствено може да даде смисла на човечкиот живот. Само Бог може да го направи човекот да се чувствува како човек. Само Бог може да направи човекот да се реализира како човек. Само во Божиот живот, во Божиото присуство, човекот ја остварува онаа суштина за која е создаден. И всушност човекот за тоа е создаден, да живее со Бог. Зашто во животот со Бог тој се реализира како човек. Без Бог, или оттугувајќи се од Бог, откорнувајќи се од Бог, човечкиот живот се обесмислува. Неговиот ум станува суетен и неговиот разум станува помрачен, поради отсуството на познавањето на Бог. Мудриот Соломон напишал цела една книга на таа тема, книгата на проповедникот. И во таа книга Соломон вели: многу научив, прочитав многу книги, многу мудро стекнав и разбрав дека сето тоа е суета. Многу богатство стекнав, куќа, палата, царски дворец, едно од древните светски чуда. И сето тоа е суета, вели Соломон. И се изнаживеав, се предадов на задоволства, на вино, на веселби, на жени. И вели, разбрав дека и тоа е суета. Се е суета ако е откорнат Бог од животот. Ништо нема вредност. Се е како ветар и магла. Суета на суетите значи пара на пареата. Пареата, знаете каква е суштината, каква содржина има пареата, каква смисла има, се појавува и исчезнува. Таков е животот, така е суетен, празен, безсмислен, безвреден, безселен животот според суетниот ум. Заклучокот на крајот на книгата е дека се добива смисла, заклучокот на книгата на Соломон, се добива смисла кога во животот ќе се вклучи и Бог. Придобивањето на знаење и мудрост има вредност, има смисла, ако во тоа се вклучи Бог. Придобивањето на богатства и тоа има смисла. Напредокот, научно-технолошки, има смисла, ако е мотивиран со копнежот за Бог. Се добива смисла кога вечниот Бог ќе се вклучи во овој безсмислен, времен и празен свет. Се добива смисла кога вечноста ќе дојде во оваа временост, во оваа ограниченост, во оваа непостојаност. Тогаш моите дела, моите постигања, моето знаење добива вечна димензија. Во животот со Бог се добива смисла. Човекот, за жал,
безбожникот, незнабожецот, живее според суетата на умот, во заблудата дека тој е Бог и може да го осмисли и може да живее срекно, задоволно, без својот Творец, без Бог. И поради таа причина има Карл Јунг, големиот австријски, мислам австријски беше психолог, говори за еден сериозен проблем на современиот човек, кој тој го нарекува синдром на невроза на празнината. Човек живее постојано во една празнина, со чувство на празнината, на празнина во себе. А тоа чувство на празнина доаѓа поради неговата откорнатост или оттугеност од Бог. Кога човек се откорнува од Бог, тој се откорнува од коренот на неговото суштествување. И неговиот живот станува така безсмислен или празен. И тој живее со таа празнина. Кога се заминува Бог од животот на човекот, се заминува основата на животот. Кога се заминува основата на животот, заминува смислата на животот. Кога заминува смислата на животот, заминува вредноста на животот. И животот се сведува на смрт. Ништо, празнина. Затоа, вели апостол Павле, да не живеете според како незнабожците кои живеат според суетноста на нивниот ум, поради помраченоста на нивниот разум. Суетноста доаѓа од гордоста на човекот, кој смета дека може да живее сам без Бог, тоа води до негово затемнување, откинување, непознавање на Бог. И на крајот сето тоа доведува до едни празни, безсмислени обиди на човекот да се задоволи, да ја пополни празнината, а тоа уште повеќе го дехуманизира. И затоа, вели апостол Павле, поради таа суетност, поради таа помраченост на умот, поради таа оттугеност, тие доаѓаат до безчувство, тие се предадува на разврат и ненаситно вршат секаква нечистота. И тоа е начинот на кој човекот се обидува да го задоволи тој синдром на празнина. Предавајќи се на безчувство, на разврат, на насилство во вршење на нечистотата. Знаете, археологијата многу напредна последните векови. И ни откри многу за животот на луѓето пред 2-3 години. И ние кога ги читаме како живееле, понекогаш се смееме, се чудиме на нивната наивност, за представата на светот, за начинот на живење и така натаму, за нивото на познавање што го имале. И велиме дека имале многу ниско ниво на познавање. Навистина ние денес имаме повисоко ниво на знаење, во поглед на науката, техниката и така натаму. Меѓутоа, во поглед на разбирањето на животот, на разбирањето на себе си, не сме мрднале многу напред. Напротив, дури може да кажеме дека човештвото денес е уште подехуманизирано отколку во минатото. Пред 50 на 60 години група престижни професори од Лос Анджелес го прогласиле на масовното напуштање на верата во Бог како еден многу надежен знак за човештвото. Напуштањето на верата како прогрес, голем прогрес, кој ќе доведе до напредок и до тргнување, ослободување од многу лоши појави во општеството. И еве нивниот цитат. Отфрлањето на религиозните чувства од страна на цивилизираниот свет е знак за стабилен развиток на разумниот човек кој станува порационален и со тоа значително ја намалува шансата да ги убива и да ги повредува различните од него. Тоа е типична антитеистичка идеологија која се пропагира масовно од современите антитеисти. Велат дека верата во Бог е основната причина за војни, за дискриминација, за отфрлање на некој и така натаму.
Меѓутоа, што се случува во современиот свет или кои се цивилизацијските достигања од секуларизацијата? Што има денеска? Па денеска скоро и да не постои веќе нека остра граница меѓу правилно и неправилно. Меѓу она што сметаме дека е добро или лошо, морално или неморално. Она што пред 100 години се знаеше јасно што е морално, што е неморално, што е етичко, што не е етичко, сега веќе не е толку јасна таа граница. Не знаеме. Дури во уметноста денес нема некоја јасна граница меѓу тоа што е убаво или неубаво. Колку е повулгарно, како да е попопуларно. За најуспешна и најдобра модна ревија од 2016 година е избрана модна ревија на мажи кои носат женска облека, нашминкани, поголемиот дел од нив облечени како проститутки. Тоа е најуспешната, најдобрата модна ревија за 2016 година. Кој е моделот за однесување? Кои примери луѓето следат? Па колку си поагресивен, колку помалку внимаваш на начините преку кои стигаш до успех, толку си популарен. На мода се старлетите и девојчињата, женскиот свет, за модел на однесување, на животно поведение, взимаат старлетите, кои се, не знам, да употребам некој вулгарен збор, во современиот живот. Тоа е придонесот на секуларизмот во современиот свет. Човекот се дехуманизира целосно. Во соетноста на умот, мислејќи дека е Бог, во помраченоста на разумот, во отугеноста од Бог. Она што напредува, она што оди напред, се начините како да го задоволуваме ова тело. Во поглед на душата, човекот не измислил ништо револуционерно. Напротив, не ни размислува за нешто ново што би придонесло за душата на човекот. Сите научни технички достигања имаат за цел да угодат на страстите на човекот. Материализмот и комфорт, нели? Сето тоа на сметка на гладот на душата. И така човечкиот ум се повеќе се помрачува, тоне се повеќе во илузијата дека на човек му е сосема добро и без Бог. И човекот си живее во таа суетна заблуда. Дека му е многу добро без Бог. Зошто? Зошто е со помрачен ум. Па не може човек во темнина, во слепотија, да ја види вистинската состојба околу себе. А какви треба да бидат оние кои веруваат во Исус? Значи, првото е да не бидеме како другите незнабожци кои живеат според суетноста на нивниот ум. Но вие не го познавте така Христос, ако навистина сте чуле за Него и во Него сте били поучувани дека вистината е во Исус. Ето, тоа е големата разлика. Меѓу суетниот свет, кој е во конфузија, кој не може да биде никош сигурен во ништо, кој сегош вели, па нема вистини, се е релативно. И оние кои го познаваат Христос и знаат дека тоа е вистината. Во Христос има вистина. Во Христос нема колебања. Знаеме што е правилно, што е погрешно. Знаеме што е морално, што е неморално. Знаеме што е живот, вистински, а што е заблуда. Зошто, бидејќи Исус Христос, како што во Колосјаните го пишува апостол Павле, е сокровиште или ризница на сета мудрост и знаење. Сето богатство на мудрост и знаење е во Него. Така да ние не сме поучувани од некој авторитет кој може да биде ставен под сомневање. Сета мудрост, сето знаење е во Него. Затоа, познавајќи го Него,
ние може да ја познаваме вистината за себе си, вистината за животот околу нас, вистината за овој свет. Ние знаеме што стои позади се што се случува околу нас. Знаеме со сигурност. Знаеме дека се води војна меѓу силите на доброто и силите на злото. И знаеме каде оди овој свет. Знаеме како ќе заврши овој свет. Нема конфузија, нема нејаснотија. Јасно е. Знаеме кој ќе победи. Знаеме од кај доаѓа сето тоа, од кога започнува. Знаеме како се развивало сето тоа. Зашто нашиот ум е просветлен, зашто Христос е светлината. Вели, јас сум светлината на светот и кој врви по мене нема да оди во темнина, а ќе има светлината на животот. Не сме со помрачен ум. Помрачениот ум е во нејаснотија, во магла. Во Христос имаме светлина и затоа не живееме без јаснотија, не живееме без јаснотија или во несигурност. И не можеме да се согласиме со оние кои тврдат дека не можеме да бидеме сигурни за ништо. Господ Исус токму за тоа дојде да го осветли умот, помрачениот ум, и да може јасно да видиме од каде сме, кои сме и каде одиме. И нашите срце не се закоравени, бидејќи ние не сме оттугени од Бог. Словото ги умекнува нашите срце. Ако вие останете во моето слово, навистина ќе бидете мои ученици и ќе ја запознаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Ќе го ослободи закоравеното срце. Ќе го омекне и ќе го направи едно пријатно место за живење на Бог. Живот во заедништво со основата на човечкиот живот. Со коренот на човечката личност. Со оној кој го реализира човек како човек и го осмислува неговиот живот. Христовата љубов го топи смрзнатото срце, станува дел од животот и дава цел и смисла и вредност на постоењето, за разлика од суетниот ум кој е безвреден, безсмислен и безсилен. И тоа е она за што говори апостол Павле овде. И тоа е само почетокот на темата која започнува во вториот дел на 4 глава. Понатаму тој дава нови упатства за тоа како да го живееме тој нов живот во Христос. Бидејќи можеме јасно да ја видиме суштината на животот, бидејќи сме осветлени од Христос, бидејќи сме воопштене со Него, ни не треба да живееме како што сме живееле порано, како останатите незнабожци, како оние кои не го познаваат Христос. Зошто имаме поголеми ресурси за живот. Имаме повисоки можности, идеали од овој свет. Имаме поголеми можности. Некој дете си имало канаринче во кафес и решило, си патило едно врапче и решило и го ставило во кафезот, надевајќи се дека и врапчето ќе почне да црцори или да пее како канаринчето. И си помислило, се зарадувало дека сега ќе има две птици што ќе пеат дома убаво. Но што се случило после известно време? Врапчето продолжило да си пее, да си ја пее неговата врапчешка песна, ама и канаринчето почнало да пее како и врапчето. Зошто? Зашто врапчето не може да запее како канаринчето. Ама канаринецот има способност да пее и како врапчето. Ние, кои го познаваме Бог, имаме многу повеќе можности од овој свет. Но за жал, честопати се враќаме на животот, на суетниот, безсмислениот живот на овој свет. Ги користиме оние ограничени, безсмислени ресурси кои го задоволуваат овој свет, а во Христос имаме богатства кои го надминува дури и нашето очекување, колку можеме да имаме во Него. Бог не поставил во овој свет
Не да ги живееме или да ја пееме песната на овој свет или да го живееме светниот живот на овој свет. Бог не оставил во овој свет да ги покажеме можностите што ги имаме во Христос. Дека тие далеко ги надменуваат ресурсите на светот. Преку нас треба да се открива славата и благодата на Господ Исус, така што луѓето околу нас ќе се прашат зошто овие луѓе се поинакви од нас. Тоа е поентата. Зошто не треба да живееме како што живеат незнабожците. Зошто имаме можности во Христос да живееме многу повисок живот. Да живееме осветлени од Христовата светлина, омудрени од Неговата мудрост, стопени од Неговата љубов и воопште не со Него да живееме живот кој има вечна смисла, вечна вредност, живот со цел, живот кој води во едно постојано и вечно заедништво со Бог. Овие поуки да се врежуваат во нас и да не мотивираат, да растеме во познавањето на Бог секојдневно, читајќи и изучувајќи Библијата, во молитва да се доближуваме се повеќе до Бог, да живееме со Него постојано, во благодарност, во молитва. Тој да го осветлува нашиот ум се повеќе, да не ослободува од суетноста, од желбата да се враќаме назад. И во овој свет да го покажеме тој поинаков живот кој има навистина и смисла, и вредност, и оди кон вистинската цел. Бог да не води во сето тоа.